Може? Не пише. Господине Јован Митрески, аман веќе од политиканство и популизам. Ова што го правите е срамота. Знам дека е сламка за спас на вашата партија која е со катастрофален рейтинг, но ова што го кажувате и го предлагате се коси со секоја економска логика и со мислењето на сите економски експерти. Оваа влада дава поддршка и на работниците, и на бизнис секторот, и секогаш е за зголемување на платите, што го потврди од првиот ден од доаѓањето на власт. Зголемени се платите во здравството, во образованието, во администрацијата, со историски ставки, со подпишување на колективни договори за зголемување на платите во нашиот мандат од 40 до 60%. Ние како политичка партија и како влада стоиме на тоа дека минималната плата треба да се зголеми, треба да расте, но прашање е со кое темпо и врз кои економски основи за да се зачува куповната моќ на работниците и макроекономската стабилност. Нешто што го кажуваат сите економски експерти. Растот на минималната плата е оправдан од социјален аспект и тука ќе се сложам со вас, но мора да биде усогласен со растот на продуктивноста и реалниот капацитет на економијата. Во спротивно, зголемувањето на платите создава упорен инфлацијски притисок, го ограничува просторот за фискална консолидација и го зголемува ризикот од деформализација на работните односи, што доведува до зголемување на сивата економија. И се ова што го кажувате и што се фалевте дека го направивте со зголемувањето на минималната плата, да ја зголемивте со административна одлука. Минималната плата не е економски параметар, не може да се зголемува со административна одлука, бидејќи потоа носи негативни економски импликации, како што кажав, зголемување на инфлацијата, што до ден денеска му прави огромен проблем растот на цените на граѓаните и едва и некако ги донесовме на ред. Во ваше време, кога ја зголемувавте вака платата, на ваков начин, дојдовме до 20, 30, 40% инфлација. Сега инфлацијата е 3,2% и ја стабилизираме економската состојба, имаме економски раст, имаме зголемување на БДП, имаме намалување на буџетскиот дефицит. Затоа немојте со популизам, ВМРО-ДПМН работи и тоа го покажа со 250 милиони евра кредит на стопанството за реално зголемување на продуктивноста и моќта за да овозможат поголеми плати на работниците. Благодарам.